Професоре, живееме во еден интересен период кога историјата ја имаме многу и во секојдневието. По спомениците кои никнуваат ден на ден. Патем како советник во град Скопје, знаете ли колку споменици воопшто? Не знам, бидејќи градот Скопје само на последната седница имаше тамо прифатено донација некоја на 8 споменици, а претходно градот Скопје немал надлежности во однос на спомениците. Тие биле во надлежност или на општината Центар, огромниот број или најголемиот број се поставени со надлежноста, преку надлежноста на општината Центар, или можеби ако има нешто и Министерството за култура и така натаму, што значи дека градот Скопје не беше надлежен, ниту вклучен во рамките на споменичното одбележување што се има направено последните години. Околу историјата значи, и фактите во историјата, она што ви прави впечаток е зошто спомениците, обично споменици кога се инаугурираат, нели промовираат, има цела една церемонија околу таа промоција на спомениците, имат инаугурација во јавност. Ова некако како да се шверцуваат, па ноќе наеднаш доаѓаат низ градот. Видете вака. Од смисла на како историчар, колку е важно доколку обележувате нешто, предпоставувам дека тоа треба да биде пропратено и со известна аргументација и тие промоции, тие инаугурации на тие споменици во таа смисла имаат некакво значење. Видете вака, прво вака. Споменичното одбележување не е карактеристика само за македонското општество, сите, да. И затоа велам постои една универзална процедура. Второ, споменичното одбележување може да ги афектира врските историски, културни на населението и местото каде што се поставуваат со определени личности или историски настани. Тие не мора да бидат само од национална историја, може да бидат со универзални вредности и така. И во таа смисла, веројатно нема ништо чудно што и во Македонија се споменично се одбележуваат настани личности. Она што ви прави впечаток начинот сега видите, тие доаѓаат преку ноќ како да се илегални. Не, за начинот, бидејќи не ми е детално познат, а вас очигледно можеби ви е познат, не сум јас таа личност која што може да го коментира начинот, инаку во секој случај споменичното одбележување на личност или на настан може да се промовира и да се соопшти неговото значење и така натаму. Ако за одредено споменично одбележување не е, да речем, општо познато или известно, ево, например, да кажеме, ако станува збор за подигнување на споменик на Михајло Апостолски, ево, он е познат на сите, така. Меѓутоа, промоција на споменичното одбележување на Методи Андонов Ченто сигурно требаше да има, бидејќи таа негова биографија и негово значење сигурно било долго време во долап ставено и заклучено. Сега треба да се отвори и да се соопшти зошто се става и така натаму. Или на пример вака, или на пример, чекај, не, дозволете вака. Или пак кога станува збор ево за цар Самуил, сите знаеме, бидејќи сме учили уште од малите, мислам, ниските оделенија, дека станува збор за едно царство на територијата на Македонија, кое што обстојува повеќе од 50 години и е значено во нашата, така да се каже, колективна меморија и може и да помини со мала промоција, да кажеме. Меѓутоа, кога го поставувате, да кажеме, Јустинијан I, тогаш промоцијата треба да биде поопширна и да се каже дека значајна заради тоа што постои една теза која што веројатно е, односно се смета дека е најверојатно дека е роден во околината на Скопје, Таурус, дека Таур, местото Таур, и дека ја оснива Јустинијана I во чест на своето родно место и така натаму. Да, сега. Кои предизвикуваат контроверзии, например, Шаторов Шарло, видите вака, Шаторов Шарло не е контроверзна личност, туку контроверзиите се идеолошки создадени во однос на него, бидејќи документацијата за Методија Шаторов Шарло е излезена.
И од таа документација комплетно, негово живо залагање, негови стати, негови ставови и така натаму се покажува дека Методиј Шаторов Шарло се чувствувал како македонец во национална смисла на зборот, не само како патриот на Македонија. Фамата околу него беше создадена со доаѓањето на Лазар Колишевски, мислам и на политиката на КПЮ, и таа беше форсирана. И беше форсирана во смисла дека станува збор за бугарин по национална свест, дека за големо бугарин по државна и политичка свест и слично, испадна дека сосема не е точно. Сосема тоа не е точно. И затоа, например, за Методија Шаторов Шарло треба да се промоцијата на споменичното одбележување да биде поширока. Иначе за него има и симпозиуми и документи објавено. Кој ќосето? Видете за ќосето, видете, прво мислам дека на ќосето нема место во Скопје на ниеден начин. Прво заради тоа што нема никаков ранг кој што го заслужува местото во главниот град на Република Македонија. За разлика од него, например, местото во Скопје му е на Пере Тошев, член на Централниот комитет, значајна личност во македонското ослободително движење од илинденскиот период, го сметат совеста, така да се каже, на тоа движење. Местото му е апсолутно, и местото му беше многу порано на Михајло Апостолски, командантот на Народно-ослободителната војна, меѓутоа тој е поставен сега и тој факт треба да се почитува и цени, што значи дека некој имал исто, некој, ако не контроверзии во однос на улогата на Михајло Апостолски, имала резерви, а тие резерви не биле во овој систем, тие биле во претходниот систем. Сега ќосето. Роден во Велешко, некаде од 18-та година е извикан во ВМРО, како во организацијата на терористите. Тоа значи, таа организација користела индивидуални атентати во однос на шпиони, во однос на предавници исто така. И ќосето е оперативец. Оперативен. Меѓутоа, поентата за ќосето се содржи до неговата 18-та година. Од спомени кои што не се објавен е сосем еден мал извод, кога бил повикан за член на ВМРО, или на ТМРО, на Тајната македонска револуционерна организација, и кога неговите карактеристики лични ги ставаат во колосек на функција на ослободителното дело, и он е после тоа заслужен во таа смисла, он е и војвода на Чета, војува и слично. Но, која е личноста, мислам, онака, без улогата член на ВМРО? На 14, во опширните спомени, мислам, Бојан Мирчев ги има објавено во Бугарија, тоа се обемни, многу обемни спомени. Тој живее долго до 50-тите години, 52-3 година, умира во Софија. На 14 години извршил прво убиство. А подоцна, кога веќе станал или дозволете, кога некаде околу 18 години, нешто што му се става, како информација го имам јас, тие спомени ги немам, меѓутоа од историчар кој што ги има читано, ми се пренесени, и првата прилика ќе ги барам тие спомени и треба да се најдат. Пишува дека кога бил во планина, во Мариовските планини, наишол на некои помаци јагленари, кои што ништо не му направиле и не биле аскер, ниту вооружени, 15 на број биле, сите ги потаманил. На ниво 14 години? Не, на 18 веќе, да, на 14 првото убиство го направил. Го соопштено било во спомените. Овој вториот чин на масовно убивање на луѓе кои што припаѓаат на друга вера,
а не се борбено население. И не го загрозуваат него, зборува дека станува збор за една личност, не дозволите личност, кој што ликвидатор, серијски убиец, например, и така натаму. Интелектуално е скоро неписмен, што значи него никој не би го славел. Меѓутоа, ако ја цениме неговата улога во така наречените чети кои што формираат селска полиција и ја развиваат структурата на ВМРО, и ако има некоја позитивна колективна меморија, инаку од кога е ставен во рамките на ВМРО, он е ставен и во правилата на ВМРО. И тој ги почитува. И има такви примери, например, но не мора со такви особини да били и други. Например, имате албанците една голема личност, која што прва бил заштитник на населението, ама и убивал, а после тоа е ставен, влезен во албанското движење, па вели се додека не се ослободи мојата земја, не можем на ниеден начин да престанам со војната или да ја прифатам соработката што инако султанот му ја нуди. Му нуди и пензија и се друго, но никако станува национален херој. Ќосето во тој период на ВМРО делува според правилата и неговиот удел, кога не би постоело ова претходното да го знаеме, би бил сосема чист, како и други војводи. Што значи дека тој по рангот на своето место во ВМРО, по придонесот во ВМРО, е локален. Исто така мислам една друга неспорна, прекрасна личност од тие споменици, а тоа е Ѓорги Сугарев, кој што го има опеано и самиот народ и така натаму, сепак местото му е во Битола и Битола има потреба од Ѓорги Сугарев. Не Скопје. Сепак треба селективноста на главниот град да се врзува со значењето кое што би било општо. Би требало, но тоа во може би јавна дебата поширока. На крај, професор, да завршам со една актуелна дебата во врска со историјата. Ристо Никовски versus ВМРО ДПМН, дали Македонија 23 години слави или 70 години? 70 години слави Македонија. Па каде е секој што смета, интенцијата на тој говор на Велјановски, кој очигледно го изнервирал поприлично по својот? Не, морам да ве упатам да го прашате Велјановски, бидејќи можеби и недомислена изјава му е, но ако е смислена изјава, да се издвои Асномскиот период и периодот на Република Македонија, кој што се викаше прво Демократска федерална Македонија, па Народна Република Македонија, па Социјалистичка Република Македонија, за да дојди до Република Македонија 91. Тоа беа имињата на Републиката, која што имаше државност. Што значи, одцепувањето на тој период од 44 година до 91 година и заборавањето ја става на тенок мраз денешна Република Македонија. Република Македонија денешна Република Македонија има авторитет и со оглед на нејзиното учество во антифашистичкиот фронт, кој што беше од големите сили призната во рамките на Југославија како дозволите како држава. Никој им давате право на тие кои денеска не го прифаќаат македонскиот народ. Уште само ова да кажам дека што значи да го спротивставите вие првиот Илинден на вториот Илинден? Тоа значи покрај другото да ги спротивставите синовите на татковците, бидејќи генерацијата на илинденци се непосредни татковци на генерацијата на Асном. И морам да ја прашам, ви го неговте Велјановски, тоа е изјава на Велјановски во говор, но во одбрана на Велјановски по прозивката од Никовски застана партијата. Не знам што изјави, бидејќи јас ја пишувам монографии, не следам вести, но ако застана партијата, направила крупна грешка.